Дојдовме овде да видиме каков е интензитетот на сообраќајот ова утро. Она што од овде не информира е дека интензитетот на сообраќајот бил поголем во текот на вчерашниот ден за разлика од ова утро. Вчера имало навистина голем број на возила кои што поминале токму од оваа наплатна рампа овде, но денеска од она што не информира е дека немало толку возила ова утро, но веќе еве во изминатиот половина час почнува да се зголемуваат возилата овде токму на оваа наплатна рампа. Тоа е она што од овде можам да ве известам во моментов, но исто така нешто друго што сигурно би им интересирало на гледачите, бидејќи ете празник и повеќето од граѓаните кои што остануваат во државава, сигурно ќе им интересира каква ќе биде временската состојба. Поточно времето од петок до вторник се очекува дестабилизација на временската состојба, државава ќе биде под влијание на пад на температурите, но и ќе има врнежи и грмежи. Петок и в сабота ќе има известно зголемување на облачноста и повремени локални врнежи од дожд. А веќе од недела нашето подрачје ќе биде под влијание на влажни и нестабилни воздушни маси од Медитеранот, од кои што пак се очекуваат доста обилни врнежи од дожд. Наместа ќе бидат проследени и со грмежи. Особено обилни врнежи се очекуваат в недела кон крајот на денот и в понеделник, кога на повеќе места, особено во северните делови, се очекува да наврнат над 50 литри на метар квадратен воден талог. Меѓутоа, кон крајот на денот од север ќе се спушта нешто постуден воздух, така да ќе има и заладување. Значи врнежи ќе има и во вторник, но со посмален интензитет. Поради очекувањата на зголемениот број на возила низ патиштата во државава, предлагам да ја погледнеме изјавата од Автомотосојузот, да видиме оттаму какви препораки даваат за се што е потребно, каква документација е потребна да поседувате во возилата, според законските обврски, но и што се е потребно да поседувате заради безбедноста на малите деца. За престојниот продолжен викенд и великденските празници се очекува зголемен број на возила по патиштата во Македонија. Секако ќе биде потребно возачите внимателно управуваат со своите возила и да ги спремат сите документи кои што ќе бидат потребни за барем на оние кои што ќе патуваат во странство. Се разбира, тоа е зелениот картон, овластувањето за туѓо моторно возило и меѓународната возачка дозвола, што се однесува до безбедноста за најмалите. Потребно е да имаат детски седишта во своето возило, бидејќи тоа е еден од прописите кои што е дел од законот за сообраќај. Односно на она што се очекува за граничните премини, во зависност од каков ќе биде интересот на оние што ќе патуваат во странство, се очекува во петок, кога најповеќе од луѓето би заминувале, има поголем број на возила и евентуално во понеделник кога би се враќале повторно во Република Македонија. Порачуваме во утринските часови да патуваат, да го изменат оној шпиц околу 1 до 15 часот. Ние ви понудивме за ова утро информации што верувам дека многу би ви интересирале за престојниот викенд што следува. Јас и екипата, односно колегите од телевизија Нова, ви посакуваме на оние кои што планираат да останат во државава, во вашите градови, ви посакуваме убаво да си поминете за време на великденските празници. Оние кои што веќе патуваат или ќе патуваат негде надвор од државава, ви посакуваме убаво да си поминете. Врнежливото време нека не ве спречува да си поминете убаво за време на великденските празници. И за крај, еве од нас ви посакуваме среќен празник и за многу години празникот.